Здраво! Јас сум Никола Гелинчевски и сакам да ја поздравам оваа иницијатива на Europe House за одбележување на празникот Свети Кирил и Методи и за досегашната соработка со Сдруженијето на преведувачи, меѓу кои е и конкурсот за најдобар млад преведувач Вавилон. Во овие вонредни услови, мислам дека сите сме заинтересирани за наоѓање на нови автори и добри книги, но јас лично најдов време да се навратам на основите на книгата Сите драми и сонети од Вилијам Шекспир во препев на Драги Михајловски. Книгата ги содржи сите 37 драми и 154 сонети во издание на Каприкорнус, а може да се најде во сите поголеми книжарници. Оваа книга е подарок за македонскиот јазик и сметам дека ниедна домашна библиотека не би била целосна без ваков артефакт. За помладите читатели можам да кажам дека Шекспир е околу нас во најразлични форми, од музика и филм до стрипови и аниме, и ако сакаат да се во текст со популарната култура, мора да ги прочитаат делата на Шекспир. Тоа што лично мене ме воодушевува е тоа колку добро Шекспир ја разбира човековата природа и тоа што уште подобро ја запишува. И препевот на ова издание на истото највисоко ниво на читок и најубав македонски јазик, кој ни овозможува подлабоко да навлеземе во темите кои што и по 400 години се уште се актуелни и релевантни. За да се уверите дека не треба да се плашиме од Шекспир, ќе прочитам монолог од една од моите омилени трагедии, Макбет, кога на Макбет му соопштува дека кралицата е мртва. Се работи за монолог со нихилистички поглед кон животот, кој што би можел да функционира и самостојно. Требаше да умре во подруго време. Таму ќе имаше простор за порака една ваква. Утре, па задутре, па позадутре. Ползиме од ден за ден со овој ситен чекор кон последниот слог на пишаното време. И сите наши вчерашници им го осветлуваат на будалите патот до прашливата смрт. Згасни кандилце. Животот е само подвижна сенка. Кусовечен глумец што си го топори и расфарла векот набина, а потоа исчезнува кој никогаш и да не бил. Тој е бајка, раскажана од Абдал, преполн врева и бес, но празен кој тиква. Секако Шекспир е достапен на македонски за најмладите читатели, кои што сега имаат најмногу време и можат да го поминат времето во читање со родителите. Зборувам за книгата Илустрирани приказни од Шекспир во превод на исто така на Драги Михајловски во издание на Просветно дело. Книгата содржи 6 драми адаптирани во проза и дополнети со интересни илустрации. Во рецензијата на професорката Рајна Кошка-Ход стои дека книгата е соодветна за деца и млади на возраст од 7 до 15 години, но секако тоа е индивидуално. И исто така стои дека баш вакво издание треба да биде првиот чекор кон навлегувањето во универзумот на Шекспир. Останете дома и читајте.